Здраво, јас сум Сладјана Стојанова од Херба Стојанови. Еве и денеска во овој убав ноемвриски ден имаме сонце, меѓутоа есента е тука, зимата ни се наближува. Се наоѓаме во селото Старо Нагоричане на едно делче каде што садиме салвија официналис или жалфија. Зошто дојдовме сега кај жалфијата? Таа е многу поубава кога се слика во април, во мај, во јуни, бујна е, висока е, дури до овдека има раскошни убави виолетови цветови. Меѓутоа, тука сме за кога таа веќе се подготвува за зимата, не мрзне инаку, за да кажеме колку ни е потребна за зимата и колку проблеми може да спречи секојдневната употреба на чајот од жалфија. Веројатно многу од гледачите знаат дека жалфијата спаѓа во редот на најлековитите билки во светот, дека уште од старите времења се користела, дека и Карло Велики во средниот век дал налог да се одгледува во манастирите и во црквите во Западна Европа, за да му помага на населението да се справи со разните болести, со кугата, со туберкулозата и со другите заболувања. Дека навистина таа е силна лековита билка покажуваат и многобројните истражувања. За разлика од многу лековити растенија, таа е навистина доста истражена и доста се користи и во фармацијата и во здравата исхрана, се популаризира за неа, се пишува, се прифаќа. Она што е најинтересно за жалфијата е што е силен природен антибиотик. Имено пред појавата на антибиотиците, многу векови таа била всушност и антибиотик. Со неа се миеле раните, кожните заболувања се третирале, се пиел чајот, непчата, устата, грлото, исто така се третирале со чајот од жалфија, а чајот од жалфија спаѓа и во популарниот оцет на четирите крадци. Имено во средниот век, кога чумата била актуелна во Европа, нашле 4 крадци кои што ги ограбувале умрените и ги краделе убавите златните предмети или облеката. Кога ги фатиле, рекле ќе ви го поштетиме животот, меѓутоа кажете како вие не успеавте да се заразите. Тие рекле ќе ја кажеме тајната, во оцетот на 4 крадци имало жалфија, имало маточина, имало лаванда и рузмарин. Ја кажале тајната дека во оцетот ги ставале овие билки и пред да одат во нивните ограбувачки походи, се миеле со тој оцет и се заштитувале. Значи, силното антисептично, антимикробно, антибиотско дејство на жалфијата е надополнето и со тоа што е таа и силен антимикотик. Значи, помага дури и кај габичните заболувања, кај вирусните заболувања, помага кај бактериските заболувања. Влегува во многу комбинации на чаевите, првенствено за грлото, за дишењето, за работата на дишните органи, потоа кога е во прашање стомакот, кога е во прашање хеликобактерот, бактеријата исто така е задолжителна во тие чаеви. Влегува скоро во сите диуретични комбинации кога треба да се третираат проблеми на органите за мокрење предизвикани од некоја бактериска инфекција. Значи, од добар диуретик до добар антибиотик, таа секаде го наоѓа своето место. По вкусот е релативно пријатна. Ова што го гледате овдека, например, ви е доволно количество за една чаша чај. Кога ќе се исуши, тука бива отприлика една супена лажичка. Се користат листовите претежно, ние конкретно ја береме пред да пушти цвет, затоа што тогаш е најконцентрирано она што го има жалфијата. Таа обично само се попарува и се пие. Кога се работи за чаеви кои третираат туморозни проблеми или канцерогени заболувања, според Рудолф Бројс има една терапија во која што жалфијата првин се врие 3 минути, па потоа се пие. Значи, како и да ја направите, нема да сгрешите, во секој случај е корисна. Можете да ја ставите во оцет, да направите оцет со жалфија, можете да ја користите како зачин за дивеч, за некои типови месо, можете да ја ставите дури и во млеко. Например, јас сум користела конкретно и кај моите деца кога беа мали, вакво количество на жалфија, само исушено, ќе ставите во врело млеко. Меѓутоа, прво ќе изгорите една лажица шеќер, да направите карамел, ќе го ставите врелото млеко и ќе го ставите чајот од жалфија внатре.
потоа ќе процедите, добивате така еден вкусен напиток кој што децата го пијат затоа што го нема веќе млекото и карамелот го убиваат горчливиот вкус на жалфијата и доста помага, особено кога се работи за настинки, за ангини, за црвено грло кај децата и слично. Како се размножува жалфијата? Обично давам по некој совет како да ја култивирате во вашата градина, на кое растојание да ја садите, како да ја прифатите. Наједноставен начин е со семето од жалфија. Го имате во многу земјоделски аптеки, го имате во многу куќи, цветовите, значи се собира семето таму на крајот на летото. Во пролет ќе го насадите, дали во жардинјера, дали директно во земјата можете да го насадите. Меѓутоа најубаво е да го направите први на расадот, затоа што ако го ставите во земја, пролетните плевели ќе го победат и после ќе го барате кај меѓу плевелите. Значи, правите расад некаде во текот на април-мај, го ставате на нива или во дворот во градината. Обично растојанието треба да биде кај нас е во редови, затоа што ни треба поголема количина и е доста блиску. Вие можете, ако и за украс, да го ставите на растојание и од 30-40 сантиметри, потоа ќе направи тој поголема грмушка. Го берете 2 до 3 пати во текот на годината, најубаво се бере по суво и по сончево време. Ако ви е за чај, значи го берете пред да го пушти цветот. Ако сакате да правите етерично масло, има доста убави состојки и корисна употреба и етеричното масло, тогаш го берете кога ќе напупи, кога веќе ќе го отвори цветот. Деликатно е правењето на етерично масло, ние правиме, мора да имате специјални садови, меѓутоа хидролатот од жалфија е многу користен и убав, а исто така и етеричното масло, обично за инхалации, се користи во индустријата за парфеми, во ароматерапијата и слично, тоа е веќе една поширока тема. Уште да ви кажам и како се комбинира жалфијата кога е во прашање чајот. Значи, билки со кои што таа природно се комбинира, особено сега за зимскиот период, се црниот слез, белиот слез, со мајчината душица, со тимијанот се комбинира. Значи, ако се работи за чистење на дишните патишта, за подобро дишење, за изфрлање на балгамите, тука се користи и изопот или милодохот, секогаш е во добра комбинација со камилицата, особено кога се работи за испирање. Во инхалации исто така влегува во комбинација со босилокот и со камилицата. За жените топло ја препорачувам кога е во прашање кандида, промивките со камилица или со жалфија се навистина делотворни. И за малку ќе заборавев. Жалфијата е една од билките кои што јас најмногу ги јадам. Имено мал проблем со забот, сте биле на забар, треба да одите на забар, 1 до 2 ливчиња. Вака ги ставате во устата, ги соджвакувате и ги задржувате неколку минути. Потоа ги исплукате и добивате многу убаво, пријатно чувство, значи како да сте зеле таблета против забоболга. Вака се прави.